Растов, уживам во друштво на една прекрасна личност, синоока, русокоса, и со дупче или две дупчиња во насмевката, во образите, за кои што ние македонците имаме дури 3 збора за да го објасниме тоа, а турците имаат еден мощен симпатичен збор гамзе. Значи, личноста до мене е едно скандинавско гамзе, бидејќи реков русокоса и синоока, која што, впрочем, е и нежна како снегулка, а силна како челик, согласно на името што го носи, професијата што ја работи и крајот од каде што потекнува. Незиното лице звучи познато, заради тоа што красеше многу ултра познати телевизиски шоа и тамо донесе еден весел, интересен, индивидуален шарм, специфична, несекојдневна, впечатлива и прекрасна личност, која што денеска ќе ни проговори малце за тоа од каде потекнува, од каде таа незина скандинавска убавина, бидејќи физиономијата доаѓа некаде, можеби ќе ве излаже дека доаѓа од север, а всушност шармот е тука од блиску, од истокот на Македонија, и за незината интересна генетика и за незините корени, односно генограмот, да се изразам стручно, ќе ни проговори самата. Добре дојде, Снеже Велков. Представи ни ја твојата волшебна харизма и твојата појава, која што не прелажува дека си од некаде северно. Така, добре дојдовте и вие. Добре се најдовме. Да почнам од мојот изглед прво, зашто сум плава, зашто сум синоолка, како што рече. Моето потекло е од поточно корените на моето семејство, се од селото Саса. А селото Саска, да. А сасите всушност биле оние први племиња, рударски племиња кои што дошле во мојот крај, од каде што јас потекнувам, и сите тие, бидејќи биле германски племиња, биле плави, биле со плави очи и веројатно оттаму водам и потекло. Татко ми знае да ми каже дека токму од таму, од тоа село, значи неговото цело семејство биле плави, а останатите, значи, во близината, дури од една до друга куќа, се разликувале по тоа што сите биле темни. Значи, баш оние македонците типични биле темни луѓе, а ние сме се издвојувале како плави. Татко ми не е плав и затоа знаеа да се шегуваат со мене дека не знаеме дали си ти. Да проверат од каде си. Да проверат од каде си, меѓутоа на татко ми, таткото, дедо Тодор, он е исто така со плави очи, бил со плави очи, со плава коса. Така да и целото негово семејство изгледаат баш како што сум јас. Русокоси, синооки. Да. Фрау Снеже, кажи ми какво беше твоето детство. Значи, имаш две линии кои што денеска ќе ги посетиме, така роднински, две мощни интересни места. Едното беше Моштица, другото Саса. Така. И пошто ти ги паметиш тие места? Така, значи потеклото на татко ми е од Саса, како што реков, од таму мало и од фамилијата се наричани Листа и Горци, затоа што тој е еден дедо кој што таму живеел, он постојано ја пеел таа песната Листа и гора од Света и цвече, таа била позната црногорска. Црна гора, убој крече. Така е, да. Јуначка песна. И била дека нели сите Листа и Горци биле плави луѓе. Значи од таму потекнал. Листа и Горциве некако црногорци, нели? Па тие се црногорци по силата, да. Динарицки. Така, а црногорци по силата? По силата и по песната и по уметничката душа, жичката уметничка која што јас ја имам, нели? Така, северњаци по изглед. По изгледот, да. Значи, тоа е дедо Тодор, неговата жена Марија, баба ми Маца, всушност. Тие потекнуваат од селото Саса, меѓутоа многу брзо починува дедо Тодор, татко ми кога имал 1 година, па баба ми се премажила и така дошле во селото Моштица, каде што татко ми го поминал и своето детство и потоа и ученичките и студентските денови таму. А потоа, нели, ние како семејство сме се преселиле во Каменица
од каде што пак потекнува мајка ми, всушност е доселена од селото Костиндол, каде што со татко ми се запознаваат во Каменица и тука и остануваат, значи во Македонска Каменица, каде што јас живеев се до некоја си 97-8 година, кога веќе се преселивме во Скопје, кога заминав всушност средно образование да стекнам во Скопје и после не се вратив таму во Сеќаваш ли на селото. нешто посебно? Од беѓите? Па да речеме од беѓите Или од наградите? Значи имаме сите нели моменти кога сме биле правењата казнувани и бели и наградувани. со баш онака со белези останати, да речеме кога јас решив дека јас ќе поправам точак. Значи на мој не знам колку 10 години има. И така јас решена дека треба да поправам точак, значи тоа дланецот ми го фати прстот, ми го исече прстот и ден денес имам, значи белек, тоа е тоа. Татко ми беше качен, знам тогаш тресеше орев, пошто тогаш се собира ореви, значи од озгора, од оревот требаше да се симне како што јас викнав. Прво значи добив ќотек, затоа што татко ми ќе паднал од озгора од оревот. Па двајца повредени. Двајца повредени секако, за потанили да ме однесе на лекар. Друго што беше исто сме имале дешаванки осило едно најдовме ние како деца, па нели. И го разбуричкавте. Па наспроти нели прекорувањата од баба ми немојте, не, тоа мораше да се разбуричка, па да ми искасаат осите, па така после да отидеме нели на лекар, пошто се отеков, значи тоа се тие дешаванки, рецептите кои што ги правеше баба ми, односно јадењата, тоа се некакви традиционални, меѓутоа од маката што ја натерала нели да ги осмисли, и тоа најчесто што да речеме некакви комбинации од зеленчуци или тоа што го имало во бавчите, па да смисли нешто, не знам, некакви прженици, така, некакви прженици, па потоа некаков микс од јадење да се направат некакви манџи, значи сето тоа ги натерала нели самата немаштија да смислуваат јадења кои што се премногу автентични, па и самиот пинџури, самиот сиромаштијата, прогресивност, гастрономска. Секако, да, сето тоа е нели автентично за овој крај, меѓутоа најавтентични се така наречените баници и боденици. Боденици, да. Баница е оно што е пита кај нас, а боденик е исто како пита, меѓутоа е од подебели кори, односно тоа е од тегнати кори, значи не се сучени корите, туку се тегнати корите и тоа се става нели во помало тавче, да речеме, не се со сукалото, не се размесува за да биде тенк. Да, побрзи се и со сиренце, баба ми го правеше со она козио сирење, затоа што секогаш имаше козио сиренце дома, направено во домашни услови и сето тоа идеше супер со кисело млеко, квасено млеко, ние го викавме тука, исто козио, кое што го јадевме или за доручек, па можеше да се јаде. Баба ми знаеше да направи од сабајле еден куп јадења, кои што ќе се јадат во текот на денот, па дури ако останеа се јаде утре дента, знаеше да замрзне храна, па да не одмрзне, значи подосна од кога ги имаш, ама подосна од како ги имаш. Од кога ги имаше, да, знаеше тоа да го направи, знам дека многу добра. Знаеш ли кој е примитивниот, извини што те прекинав, ладилник? Кој? Бунарот? Да, немавме ние бунар, меѓутоа знам баба ми како го чуваше месото, кога ќе се закулеше прасе, тогаш немаше ладилник, нели? Па знаеше да се стави во солило, да се соли, па дозгора со маст, како некаква, да биде баш како во конзерва, да речеме, направено, како пастеризација, нека нешто. Од тој тип пача многу знаеше да прави баба ми и ден денес не ја јадам, иако баба ми значи знаеше да направи онака баш во неколку и ми ја оставаше на другите. Да, и тоа имавме една соба, ладната соба баба ми ја викаше, таму се чуваа сите тие од месото, се чуваше таму. И круши едни знаеше баба ми да ги направи. Дали мали круши кои што се става во нешто кисело. Јас не знам што беше тоа, меѓутоа вака која ќе извадиш како од туршија. Го нема вкусот на туршија, меѓутоа пак нешто автентично беше, секако јаболко фуц. Нешто такво беше, меѓутоа тие беа кисело благи круши кои што така беа или во алкохол. Не знам во што ги ставала, али да, рум. Нешто такво, тоа беше тоа автентично. Тоа ме интересира, ама тоа сега да го имаме да го пробаме. Да, имаме да го пробаме, ама ете, јас стално ги викав дека тоа се скапани круши, затоа што така изгледаат тие, всушност таков вкус имаат, меѓутоа за преку зима се е супер. Баба ми исто на автентичен начин го чуваше и грозјето, се уште не знам како, меѓутоа
кај неа дома имаше грозје, значи многу долго време. Среде зима. Знаеше, не знам како, дали го сушеше, ама не беше тоа сушено, се уште можеше да се јаде. Знаеше да ми свари пченки, кои што исто така многу ги обожавав со солца или само така. Значи многу убави јадења кои што вкусот ми останал во уста и ден денес јас знам да ги направам, нели, дел од тие. Меѓутоа кога ќе дојдам во селото, а татко ми ќе подготви, значи тоа е тој автентичен вкус, веројатно заради тоа што е подготвен на оној шпорет на дрва, тивко, бавно се крчка, со многу љубов, со многу внимание и кога ќе ти го послужат така, затоа што ние немавме чини да ни настават, него тоа беше со лажица и кои поправки ќе земе, нели, баба ми тоа и беше финта, јадете ќе снема. И тогаш ние се собиравме внуците со брат ми, да, и за да се најаде, нели, кој прв ќе земе, тој нема гладен да остане. И па да побрзаме, значи да побрзаме. Денеска Снежа ќе не одведе како наш VIP водич во десниот крај, токму во средиштето на нејзините корени. Иначе одиме во Моштица, одиме во Саса, наздравуваме во тоа име. Така. И да видиме што не чека таму и што се сменило и што не се сменило. Да видиме заедно. Одиме прво во Каменица, онаму каде што камењата на патот го најавуваат концептот на рударскиот живот. Приказната на рударите. Овде се живее правиот рок-н-рол. Вистински се рокаат карпи и камења, а животот се тркала во еден посебен стил. Рударски лајфстайл. Неговите знаци се буквално насекаде, од покрај патот, преку трибините на стадионот во Каменица, до окното на Саса. Ден, Ѓурѓовден меѓу рударите и нивните генерации. Ден, опиен од мај и обоен во сите расположенија. И колеблив дожд, и лесен ветер, и сонце што пржи. Овде во Каменица, за некој кој се мурти, велат се пурли. За среќа, единствените напурлени меѓу нас беа облаците. Во одлично друштво, низ мајтап и анегдоти, онака мајски, си зуевме низ рударската срцевина. Овде кога ќе ви речат караме, не значи дека ве караат и кудат, значи дека си врват по патот. Ние сега караме низ клучните места од нашата приказна. Каменица вија Саса, ама преку Моштица. Тукашна Моштица. Буквално ја меревме надолж и преку трупа или на нашки разговорно и уздуши попреку општина Каменица. Пребогата и неисцрпна со теми. И така како што рече во право си многу, ти кисела со лимунчето напред, јас љута со пиперчето напред. Си одиме во Моштица каде што ќе не пречека твојот татко на ручек. Кажи ми колку пати одиш во Моштица, често одиш, ги носиш твоите дечиња натака запознаени се со крајот? Да, си запознаени со крајот. Одиме секогаш кога можеме, најчесто тоа е на поминување, кога одиме на зимување во соседна Бугарија, тоа е најчесто кога посетуваме, а инаку секоја година редовно одам еднаш на 28 август во Каменица, затоа што имам работен ангажман таму. Тоа е ден на рударите, кога има голем настан. Се народен настан, јас го викам, затоа што доаѓа ти од соседна Бугарија, доаѓа и цела Македонија и таму има централна прослава. Доаѓаат голем број на познати личности и од Македонија, меѓутоа и од
странските балканските звезди. И Така, тука значи јас, интернационален. Да, интернационален. И од големи размери. Да. Да, и таму го водам настанок секоја година, па остануваме ден-два, за да се видам и со моите роднини, за да го посетам и селото, кај што сега татко ми најчесто оди, јас му викам дека е како студент, затоа што 5 дена е во Скопје, работи и после си доаѓа сабота и недела на викенд во Моштица. Да полни батерии во Моштица. Да. Кажи ми, само ти си во шоу бизнисов некако влезена со водителство во тие Само во јас сум. другите? Так. Не фаќаш некој ген од некој стендап комичар, предходник, Ништо некој нема, интересен лик кој што знаел да ги забавува и да ги Колку што знам, анимира другите? колку што знам, не постои никој таков. Кој што на кого што јас сум се метнала, викаат на каменички, се метнал на некого. Се изметна. Да, не постои никој таков. Обично поради тоа што нели рудникот е близу тука, сите се занимавале со некои такви технички науки, значи татко ми е рударски инженер, мајка ми е исто металуршки инженер, брат ми е електроинженер, значи Ти јас сум требаше техничар, да телевизиски бидеш инженер, водителски инженер, да. водителски инженер. Не, сосема се издвоив, значи немаме во нашето семејство, татко ми сакаше да бидам доктор или стоматолог, па по негова жилба се запиша да бидам забен техничар, за да подоцна станам стоматолог, за да имаме еден доктор во фамилија, меѓутоа Да ги не лечи можам. другите, ама Против ето. моите нагодни телевизиски не може. И сум единствена која што се занимава со медицина. Заразна е телевизијата. Нагонот Заразна. како дојде? Сигурно беше инспирирана од нешто. Па да, јас кога гледав на телевизија, едноставно што од мала тоа ми беше желба да седнам пред камера и да зборувам, и на почетокот тоа беа оние најави кои што на времето ги кажува водителки убави, не беа ни водителки, туку беа најавувачки, значи единствено имаа пред себе ливче и читаа денеска во 9 часот имаме утринска програма, во 9 часот и 15 минути, тоа ми било толку многу убаво и јас знаев да седнам пред огледало, да си земам во весниците, на крајот од секој весник имаше најава на програмата, тогаш беа две телевизии, нели, РТС и ТВ Beograd, како се викаше, радио телевизија Скопје беше тогаш. Радио телевизија Скопје. Да, и така знаев да се чита. И после тоа го препознаа мојот талент во школа, па наставничките знаеа стално да ми кажат, ајде сега ти нели ќе ја водиш приредбата. Потоа дојде покана од тогаш локално радио, Sky радио се викаше, бев 4-то оделение, да водам детска емисија, шарена детска разгледница, таа беше првото мое појавен настап, значи со песнички, со плейлиста беше, па потоа исто имаше некоја листа за возрастни, дури сум читала и поздрави честитки за нашите слушатели, да. Со песната да, го честитаме роѓањето. Тоа беа времења. Да, и тоа сум го. И тоа го меѓутоа, толку масовно се слушаше Sky радио, знам дека таа беше саботна емисија една кај што ја имавме со поздрави и честитки, да кога беше сезона на љупење пиперки на варење ајвар, значи пошто пред зградите тоа се работеше, значи низ цела каменица одекнуваше мојот глас, значи на секаде беше тоа масовно. И јас знам дека кога ќе завршам со емисија и пошто нели завршува емисијата и некаде две песни треба да се пуштат на крај, а веќе сум тргната си одам и како се шетам низ каменица, значи само слушам како одекнуваат песните. Така да тоа ми било првото искуство медиско. Како ќе ни ја најавиш каменица во твој стил? Еве сега микрофонот е кај тебе. Земи го и одиме во каменица. Во твојата родна каменица. Во мојата родна каменица, од која се оцелив пред некои 20 години, ве носам во исклучително еколошки чисто место и еколошки чисто од луѓето, можам да кажам, затоа што се многу природни луѓето, не се извештачени. Органски, еден органско место. Да ги насадиме, органски, вистинските луѓе. Да, не се контаминирани. Не се контаминирани. Нити од интернет, не се контаминирани, нити од негативната енергија која што влијае. Таму се горе и во селото, од кај што потекнува баба ми. Ќе ги запознаете, ќе видите колку сте природни, неоптоварени, амбициозни. Не се амбициозни, да. Ве носам во органска средина.
Време е за вашата омилена наградна игра. 300 дена, 300 телевизори, секој ден по еден. Плюс велосипеди, микробранови, правосмукалки и многу други награди. Погледни во кесичките и провери која од овие награди може да биде твоја. На здравје кафе со Елит кафе. Се сеќавате ли на омилената приказна? На лудориите и соништата од детството? На летните распусти кај баба и дедо? На првата симпатија и вашиот прв настап? На првата добиена деловна битка? На навиките кои ве следат цел живот? Малите моменти нека бидат незаборавни. Алегро душеци за приказните кои се паметат. Екстра луд. Флипсот кој прави се друго да изгледа помало. Во пикантно и екстра луто издание. Стоби Флипс Магнус. Големи луд флипс со збогатен вкус од 30% кикерики. Витаминка. Години Стоби Флипс на секаде. Витаминка. Македонска каменица е стокмено градче. Источно кон границата со Бугарија во јужното подножје на Осоговските планини, во областа Осоговија. Мошно и интересно, мало и, како што би рекле денес, скоцкано место, заради местоположбата, патната и хидрографската циркулација. Овде течат реките Моштица и Косевичка река, а во близина и реката Брегалница. Името Каменица потекнува од речниот опис вода што тече во каменесто корито, а документирана е во запис од 1566 година како камена река, од која потекнува и првиот познат македонски печатар Јахов, кој истата година печатал своји книги во Венеција. Всушност, определбата на камена река или каменица е предвесник на можноста за акумулација и еве го денешното Калиманци. Вештачкото езеро е крајпат на увертира кон Каменица. Го хранат водотеците на Каменичка, Луковичка и Рибничка река. Изградено е во 1969 година.
Вишокот вода се користи за производство на електрична енергија преку изградената мала хидроцентрала. Наспроти асоцијативното име на карпи и камења, околината на Каменица е бујна и биоразновидна со флора и фауна. Овој крај, по богатството на лековити билки и чаеви, е буквално билната аптека на Македонија. Крај на Ениш. Сите царски плодови се овде. Земјата раѓа ореви, костени, круши, јаболки, лешници, а крие обоени метали и неметали. Огледало на овој енергетски ефикасен круг е езерото кое му дава питорескна убавина на крајот. Покрај него, градот на рударите наликува на островска населба. Истовремено ридеста, мирна и хармонична, но и авангардна, дива, енергетски еруптивна, заради рударскиот дух, навивачката еуфорија и деталите кои се екстрактот на каменичкиот шмек. Гордоста на Каменица е фудбалскиот клуб Саса. Овде е куќата на спортот, најубавата досега, онаква каква што немаат прволигашите. Се паметат каменичките културни лета и големиот црковен собир на 28 август за Голема Богородица. Репрезентативниот храм Успение на Пресвета Богородица го отсликува силниот култ кој се почитува во целиот крај. Всушност, овој крај е Божји. Не само заради благодетите, туку и заради името Осогово, добиено од старогерманската кованица Осо, Бог и Гов, место, Божје место. Наспроти муабетот за љутото и киселото, поприлично насмеани стигнавме во Каменица, или? Ако се спојат, ќе биде опасна штрец комбинација. Бога ми да. Значи, добре дојдовте во Каменица. Панорамски поглед на градчето мое. Значи, тука некаде се гледа мојата куќа. Јас израснав над стадионот, затоа и толку многу ме привлекува спортот. Неуспешна фудбалерка сум. Каде навиваше Ама добро, снеже? од добар навивач сум, значи тука навивав, еве ги трибините, еве го стадионо. Стадионо е одма над базенто, значи тоа е базенот. Се ви е нао. Се ни е нао тука, да. Фудбалеро. Фудбалеро. Кога го даваше голо. Кога го даваше голо, се Како навиваше ти? Вака. Да, тоа беа, значи, онака навивачки бранови, тоа се тресеше цела куќа и обично ни доаѓаа комшиите и сите блиски пријатели за да гледаат од кај нас фудбал, па тука имаше салатче, па мезе, па све и зависи нели од тоа дали ќе победи Саса или нема да победи, си одеа дома насмеани или се остануваше да се допие све, да се убие Ако тагата. победеше Саса, што се случуваше Па ако победеше тогаш? Саса се славеше, значи се заминуваше, се одеше од куќа на куќа, значи тие што ако не се остануваа кај нас да се допијат, да ја убијат тагата, така да. Тоа е тоа, значи мајка ми навиваше секогаш да победат. Епилогот е ист и славењето е исто, значи да се испие и допие се Да се летвосаат, да се направат дрва, е така кај нас, да се направат дрва беше, да. Значи ова е тој дел, генерално ова е крајот на градот, значи, во овој дел, речеме. Натаму е центарот на градот. Овие двете големи кули што ги гледате се најголемите во Каменица и тие се наречени десетокатници. Во нив се кулите близначки на Каменица. Може и така да се наречат кулите близначки, да. И мислам дека некаде 90-тите години се изградени, да. И тогаш беше најголемата атракција, верувам дека и ден денес е, затоа што единствено во овие две кули има лифт. Така да најголемата забава на нас ни беше после школа идеме да се возиме на лифтот. Имаше два лифта, после ги откривме дека има два лифта и така. Значи Кај тоа кидаме беше вечер? у лифт. У лифт. Да. И така генерално значи Пат тука се кон звездите, да. Снеже. Во лифт пат кон звездите. Само не го спомнав помошното, тука најмногу се забавувавме, тука најмногу се игравме, веројатно е направено или како помошно игралиште за фудбалерите, меѓутоа тука се правеа најголемите фешти, се играше фудбал, се трчаше, тука идевме на еднодневна екскурзија, значи од школото тука идевме на екскурзија, да.
И така, во суштина, значи, се забавувавме во чиста, во зелена средина и секогаш наоѓавме интересни работи за да си играме или покрај реката, па со кал да си правиме интересни работи, да береме цвеќиња, да правиме венчиња, да се забавуваме, имаше. Еве ги имаме и Ѓурѓов ден е денеска. Да почнам? Да почнеме, да. Да почнеме да си набереме, зашто во 2 часот не чека фештата, значи Да, Ѓурѓов одиме, денското Ѓурѓовденско. прославување во овој крај. Значи покрај голема Богородица, така? Да, покрај Друг голема, голем да. празник ни е Ѓурѓовден. Е ова зеленково е убаво. Така да се накита, расцветана. Мајка ми се вика Цвета, значи цвекињата ми се вродени. Да. Општината Македонска Каменица се состои од 9 населени места, 8 села претежно од разбиен тип. Тодоровци, Луковица, Костиндол, Косевица, Моштица, Дулица, Саса и Цера и градот Македонска Каменица, општинскиот центар, 9-то населено место. Градот е основан пред 1950 година, кој првично бил само населба на рударите, кои работеле во рудникот Саса. Во времето на српската власт, обновено е рударењето во старите римски рудници. Подрачјето го населиле рударските племиња Саси, кои се доселиле од Унгарија и Германија. Од тука е името Саса. Во втората половина на 16 век се јавува и душтвото како форма на отпор, поради поволниот планински регион. Од подрачјето на Македонска Каменица позната е четата на војводата Дедо Илјо Малешевски и Румена војвода. Последната војна на денешницата, Каменица ја води со миграцијата. Фронтови нема, но има модерни, многу современи инструменти на асимилација. Без разлика на овој концентрат од вредности и убавини, младината си оди. Првиот чекор е преку школувањето. Каменица е тесна за соништата на младите, кои прво заминуваат во поголемите градови. Втората иселеничка гарнитура се најпродуктивните, кои ги собира Италија на гурбет, по можност во еден правец. Нашиот правец е кон Моштица, лево од местото што овде го викаат Борчето, проиталијански. Фамилијата Стојковски е една витална жила во пулсот на Каменица. Еве го стеблото. Татко и на Снеже, Момински Стојковска, сега Велков, Здравко, дедо на Ален и Дарин Велкови. Син на Тодор од Саса и Марија, чија судбина и околностите по војната ја довеле во Моштица, каде што не чекаат фрагментите од детството на Снеже. Тоа е Саската Фиданка. А Цвета, мајка и на Снеже, била на Стаменковски од Костиндол, ќерка на Калиопа, тукашна баба Калина и Јован или Ване, првиот матичар во крајот. Ајде, добро дошли. Добре, најдовме. Здравко. Регина. Мило ми е. Дошли, Увилете. Ова е за вас. благодарим. Ајде. За нас Чичко Здравко, нашиот домакин, татко и на Снеже. Своевремено бил првиот човек на рудникот Саса
И не само што го раководел, тој бил неговиот втор дом. Олово-цинковото гнездо, грлото на осоговијата, во кое пулсирал животот на рударите. А Снежана, неговата русокоса Жанче, ќе стане гласот на каменица. Жана. Ова, ајде. Може и тамо графчето оставиш. И sad zanete. Донеси и ракијата. Като компирчето е исклучио посно и тамо тие са габички и тоа, само ќе скршите погаче да виш каква се направи. И црно брашно. За мене се. Ѓурѓовденски со вино. Повели Снеже. И мајсторски ова, значи. Епа, ајде, добре ми дојде. Ај, добро ве најдов. Жанче. Штубава софричка, значи. Ајде на здравје. Од све по нешто. Е, сега ова како се вика? Ова е прженица. Зеле. 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 Зеле со кромит, прас, поприва, штафа. Но тука набрано. Зелени работи, затоа е Све зеле. природни Затоа домашни. тука Затоа е набрано, зелено. сега набрано са Зеленилото. Да. Така. Да. Ова ти е гравче домашно. Така се Лејното. гледа. Ситно, од крајот. Од исклучиво од нашата градина. Значи, Од пред куќа. домашна градина, Домашна, да. од фамилијата. Од фамилија. Фамилиарно гравче. Фамилијно гравче. Лебот исто. Домашна реколта. Домашна река. Homemade, рачно месен, тука испечен. Овде во дворот, во старата куќа на Стојковски, според спецификите на распоредот на одвоените простории, куќата со фурната и огништето оддаваат впечаток дека времето со векови застанало. Издвоените посебни простории од камен го запазиле праконцептот на домот. Вака изгледа типична стара селска куќа, со сите основни средства за домакинството. Наидовме на комплетно конзервирана архитектура, со екстериер и ентериер, мал споменик на руралните наследства. Моштица е село на Кеменџи. Последните мајстори на кемането се токму овде. Денеска традицијата, буквално живурка низ неколкуте мелодии од крајот. Ората гашничката, каменичката, циганчице. Моштица е село покрај патот, кое впрочем и заради продолжетокот од патот од 2014 година е поделена на Моштица 1 и само Моштица. Локална политика.
Ова е крај на ергени. Најреален попис на овдешните ергени се празниците, соборите, ората. На Ѓурѓовден, кога орото е најголемо, тогаш ќе ги видите сите на Мегдан. Каменичките мажи не ги зеде само миграцијата или гурбетот. Проблемот е симптоматичен уште од минатото. Каменица според еден од турските пописни дефтери на Отоманската држава, кој се однесува на периодот од 1570-та и 1572 година, имала 80 христијански семејства и 59 неженети. Може би само вилите, кои се уште актуелни во овој крај, ќе растераат клетвата или ергенската карма и конечно ќе заиграат моми на ѓурѓовденските ора. О, бабо, девојче, од Македонче. Уште еднаш наздравуваме во тоа име, за младоста во овој крај, за внуците на рударите. Одиме во Саса и таму се слави Ѓурѓовден, но завршува порано. За оние кои сакаат да продолжат и да каснат од раженот и да свртат некое оро покрај огнот, резервирана е ливадата на Моштица. До доцните часови. Begin to sing a song, you celebrate and enjoy. When you start to dance to folk's music, your heart will dance to it. Dalima na ovoj beli svet. Oh, babo, devojče, od Makedonče. Центарот на Саса е покрај рудникот. Кооперација сред планини, бидејќи селото е групирано и разредчено по височините наоколу. Саса како населено место датира уште од одамна. Некаде во средниот век, германско-рударското племе, наречено Саси, започнале коп на руда и основале населба од каде што денеска потекнува името на самото село. Денешниот рудник датира од 17-тиот век. Според поновата историја на Чичко Здравко, во 1954 година, најпрвим русите и американците ги правеле истрагите, а 10 години потоа, во 1964 година, рудникот веќе има активно производство. Во Титова Југославија, рударот беше и овде синоним за респект. Трета најплатена професија. Имале разноразни бенефиции, подобности, без разлика од каде и да биле, независно од степенот на образованието, потеклото, светот им бил на дланка. Така се памти зенитот на рударските времиња овде. Олово-цинковата руда, оловен галенит и цинковен свалерит се главно концентрирани во Саса, кој што беше рестартиран во 2006 година. Селото Саса се наоѓа северно од Каменица. Со својата површина ја зафаќа речиси целата долина по течението на реката Камничка од Каменица па се до нејзиниот извор во Соговските планини. Македонци 99%. Според пописот од 2002 година, имало 876 жители. Саса е село од разбиен тип. Малата се групирани од далеку во јата од куќи. Меѓу 50-те расфрлани маала и подмаала, меѓу кои се Капетањето, Черговци, Букоравенци, Листајгорци и најголемото и најважното за нас – Требеш. Оттаму е фамилијата на Чичко Здравко. Нека си бе, Столе. Тука сам, бре.
На влезот од селото имавме чест да се поздравиме со дедо Столе, најстариот рудар во крајот. Тој е братучет на татко и на Снеже, како што би рекол тој по каменички крвнина. Листајгорците се пак крвнина на Столе, на кој чичко му е Александар од Листајгорците. Александар на Спасена со која има 10 деца, Листајгорчиња. Зошто Листајгорци? Наречени се токму по рефренот Листај горо цвјетај цвјече, Црна Гора убој крече, што ја пеел еден од потомците на постарите генерации. А фамилијата која се разгранила ја нарекле Листајгорци. Фамилиарната куќа во Требеш на фамилијата Стојковски е автентична, негибната од новите времиња, земјанка од кал и багремови гранки, она со што всушност располагал крајот, со багрем. Спасено или не спасено? Може да е. Супер, тате. И sad će ti objasna sve koje što je. Синија. Чек само да ти... А това е сукалото. Она е Тоа обратно е на Снеже намазано. сукалото, на баба и На баба, да. наследно. Или това или друго, важно какво е било. Морам да го покажам. Сукалото од баба ти. За тепање и за месење. Оди да видиш. И за типање и за месење. Имам тајната на добрата баница, а? Да. Жано, Еве, идам. Што да вида? Се изжурка. Од другата страна на Требеш, високо во ридот, до кој се стигнува по опасни кривини, Саса го чува споменот за храброста на Оливера Вера Јоцич, родена во Сингилич, Скопско, на 21 август 1923 година, загината во Саса на 22 мај 1944. I morni i gladni, sa zgoreni grla i svijeni pleti. Партизанка, првоборец, ветеран, народен херој. Другарката, која 3 дена ја носеа другарите на раце. Токму овде ја криеле, високо спроти Саските маала, каде што пробале да ја одржат во живот. Од овде на сиот глас, испратен со ехо, нарачувале пресно млеко за ранетата, кое за 3 часа од Требеш стигнувало до неа. И ден денес, во овој крај, таа е главната хероина. Во овдешните преданија се вткаени нејзините реченици, нејзините лик и дело, а нејзиниот поглед го опеа и овековечи Ацо Шопов во антологиската Очи, посветена на другарката, на љубената. До нејзината биста во каменица е бистата на уште еден херој. Херој на поновата крвава историја. Она за која не верувавме дека може да се случи, а буквално не разнесе, неничкоса од болка. Белегот на ова време е пак во очите на нашиот бранител Миле Јаневски Джингар. Тие немо зборуваат за сите неправди. Овој рударски крај даде карпи од луѓе и оловно силни срца, кои храбро исчекорија да ја бранат оваа напатена земја. Тие се нашиот образ. Слава им! Ги расече в ноќта стивените молњи. Ко тогаш, од другарко помниш сврзнатата вечер на пролета рана, кај нашата младост и првата радост, ја косеше луто куршумната слана.